Секое дете заслужува топол дом. Секое дете има право на семејство. Во ова издание на Приказна ќе зборуваме за згрижувачките семејства. На само неколку километри од Македонски Брод, во селото Долен Манастирец, живеат 70 на семејства кои се поинакви од многумина. Во речиси секоја втора куќа од селото, домаќините покрај своите родени деца чуваат и подигаат деца кои претходно биле сместени во институции за лица со посебни потреби или пак биле одземени од родителите поради негрижа. Сега овие деца растат дома, вклучени се во сите активности на семејствата кои ги згрижуваат, учат како треба безусловно да се сака, а некои од нив за прв пат научиле да кажат и мама. Ние ше си имаме чувано и ги имам посвоено. Сега јас и на социјални работници стално ти викаат многу се поврзувате со нив. Ами ја како може да не се поврза, например, го чувам на рака ми спиет, го капам, со мене спиет, го гледам од едно топче што викаат мевце, само што не сме го родиле. И тешко е. Секое дете има дел од нас земано. Дел од нас. Згрижувачкото семејство е поддршка на биолошкото семејство кое поминува низ кризна состојба. За некои деца згрижувачкото семејство е замена за биолошкото, а за други е само привремена грижа, додека не се надмине ризикот во биолошкото семејство. Сместувањето во згрижувачко семејство како форма на заштита во нашата држава законски е регулирано од 1979 година, а првото згрижувачко семејство датира од далечната 1961 година. Прво, така, како пробно е, зеде една комшивка овде моја и ние детенцето овде ми го носеше. Кој че имаше нешто работа или нешто, ние го почувувавме. Децава мои имам син и ќерка, тие дома ми беа тогаш. И се поврзавме со детево што го чуваше комшивка. И рековме и ние ќе почнеме да видиме како ќе биде дома, да ни биде да. Ова вистина ќе почуваме сат, два, три, ама па ќе си го земет комшивкава. А да видиме дома како ќе ни. И кога зедовне, ние многу се поврзавме со нив. Многу, и синот, и ќерката, и се мажеа, и се женеа, и деца, внучиња ни се раѓаа. Семејствата се врзуваат за овие деца. Кажи ми, дали ова е твојот дом? Да, Имаш... и секогаш ќе биде. Да, кажи ми, луѓето што те чуваат ќе викаш мамо и тато. Да. Дали навистина те сакаат толку како мајка и татко? Се грижат за тебе? Па, што ти е најголема радост тука? Зашто прв пат се почувствував дека имам родители. Тоа. Прв пат викнав мамо, никој пат не сум викнала така. Па да имам свој дом. Да, првото што ми е кој ќе зарача да си најда работа, да положа тоа. Општината Македонски Брод е рекордер по бројот на деца во згрижувачки семејства. Прво селото што започнал да згрижува деца е пензионерот Ѓоко Милошевски. Првото дете го згрижил уште во 1998-та. Неговиот пример го прифатиле многу семејства. Тука во селото има многу што чува деца. Ми вика, земи си и ти дете, значи можеш, таа работа можеш да ја работиш. Прво викав не можам. Но кога почнав, значи сватив дека можам. Па што ме секира. Тоа што го поминале, значи не може да го заборават никогаш. Првите згрижувачки семејства се евидентирани уште од далечната 1961, а биле концентрирани само во Скопје, но денес постојат низ повеќе градови низ земјата, и тоа во Прилеп, Македонски Брод, Крушево и други градови. Бројот на згрижувачките семејства постојано расте, а мрежата постепено се шири. Заклучно со декември 2022, 302 деца се згрижени во 172 згрижувачки семејства.
Еве што откриваат податоците кои што ги истраживме. Љубовта и поддршката кои ги овозможува семејната средина не може да се заменат. Кога ќе остане без семејна грижа, детето почнува да страда, што може да придонесе за предизвикување на штетни последици по неговиот раст и развој. Семејството, домот и здравата животна средина се основни детски права кои што би требало да ги уживаат сите деца во нашата држава. За жал, во пракса оваа состојба не е таква. Се соочуваме секојдневно со голем број на деца кои што имаат потреба од згрижувачки семејства, значи и оние деца кои што се актуелно сега сместени во згрижувачките семејства, но верувајте дека и барања за сместување на деца кои што секојдневно се изложени на висок степен на ризик. Согласно Законот за социјална заштита, згрижувањето во семејство опфаќа основна заштита и 24-часовна грижа за деца и возрастни лица кои немаат свое семејство или немаат услови за живот во сопственото семејство. Згрижувањето е услуга на вонсемејна заштита и основната цел на згрижувањето е всушност обезбедување на основна заштита и грижа, 24-часовна грижа за деца и возрастни кои немаат свое семејство или пак од некаква причина немаат услови да живеат во сопственото семејство. Згрижувањето може да се обезбеди како општо, специјализирано, повремено, интервентно или роднинско згрижување. Корисници на оваа услуга можат да бидат деца без родители и родителска грижа, деца кои што се во ризик некаков, деца во судир со законот, деца или возрасно лице со попреченост и старо лице. Македонија располага со 3 центри за поддршка на згрижувачките семејства, и тоа Детскиот дом 11 октомври Скопје и Домот за доенчиња и мали деца во Битола и СОС Детско село. А во делот на згрижувачките семејства се со цел да го зголемеме бројот на згрижувачки семејства кои што ќе офаќаат се поголем број на деца, а и ќе ги згрижуваат, со законот е предвидено и формирање на такви центри за згрижувачки семејства. Во момент тоа се 3 распоредени во различни региони. Ги имаме во Скопје во Домот 11 октомври, јавната установа 11 октомври, во Битола во Домот за деца и доенчиња и во СОС село, кои што центри кои што даваат поддршка на згрижувачките семејства. Таму се поминува низ обуката за да станеш згрижувач, меѓутоа она што е најважно, во континуитет работат со згрижувачките семејства, за да можат во континуитет да се јакнат капацитетите на овие семејства и за секој предизвик, за секој проблем со кој што се соочуваат или дилема со кој што се соочуваат во текот на згрижувањето на децата, да можат да се јават кај стручни работници, да добијат соодветен одговор, да разговараат на одредена тема, за да можат да бидат со зајакнати капацитети како згрижувачи, а се на крајот е во интерес на децата кои што се згрижуваат во овие семејства. Ние како Центар за поддршка на згрижувачки семејства посредуваме во обезбедување на материјалната поддршка во семејствата, така што, например, организираме одредени активности, како, например, оваа година ја организиравме активноста во зимскиот период Бидете нечи, скриен Деда Мраз, каде што граѓаните од цела Македонија имаа можност анонимно да донираат подароци на децата од згрижувачките семејства. Исто така им помагаме на згрижувачите во тоа да го добијат, да им помагаме, значи посредуваме во тоа да го добијат детскиот додаток во однос на грижата за децата, образовниот додаток, еднократна парична помош доколку е тоа потребно. Исто така, значи обезбедуваме донации кои што може да бидат во облека, во храна, во хигиенски средства кои што понатаму нели ги распределуваме на згрижувачките семејства. Во моментот во државата имаме 360 згрижувачки семејства, во кои што се сместени 608 деца, и тоа се буквално на цела територија на државата, во населени места, во општини. Во делот на
центрите за поддршка на згрижувачките семејства со реформите од 2019 во делот на социјалната заштита и со донесувањето на новиот закон за социјална заштита, се повеќе се фокусираме на алтернативни форми на згрижување и вадење на децата од гломазните институции. Тоа го направивме со децата кои што беа сместени во домовите и со гордост може да кажеме дека немаме ниту едно дете под 18 години кое што е сместено во институција. За некои деца, згрижувачкото семејство е замена за биолошкото, а за други представува само привремена грижа додека не се надмине ризикот во биолошкото семејство. Сместувањето во згрижувачко семејство како форма на заштита во нашата држава законски е регулирана од 1979 година, а првото згрижувачко семејство датира од далечната 1961 година. Првите згрижувачки семејства во 1961 година биле концентрирани само во Скопје, но денес постојат низ повеќе градови низ земјава и тоа во Прилеп, Македонски Брод, Крушево и други градови. Бројот на згрижувачки семејства постојано расте и мрежата постепено се шири. Кампањите се дел од работата на Министерството за труд и социјална политика и во делот на социјалната заштита, и во делот на родовата еднаквост, и во делот на останатите надлежности кои што ги работиме и ги имаме како Министерство за труд и социјална политика. Особено кампањата во делот на згрижувачките семејства е нешто кое што во континуитет го работиме и затоа ни е бројката зголемена, а очекуваме сега со новата кампања дополнително да се зголеми бројот на згрижувачките семејства и оваа кампања работиме заедно со УНИЦЕФ и со центрите за поддршка на згрижувачките семејства и е насочена кон подигање на свеста кај граѓаните за згрижување на деца во ризик или деца со специфични потреби. Така да целта е преку оваа кампања да допреме до сите граѓани во различни региони за да можеме овие деца да ги сместуваме во семејства, да добијат целата поддршка од семејствата, да ја добијат љубовта која што недостасувала во семејствата каде што претходно биле. Одлуката за избор на згрижувачко семејство се носи според определени критериуми кои мора да бидат исполнети. Услугата згрижување се обезбедува врз основа на одредени клучни принципи. Некои од нив се почитување на човечкото достоинство и фундаменталните права, право на детето на живот, опстанок и развој, право на детето на семејство, запазување на најдобар интерес за детето, секако недискриминација на корисниците и така натака. При изборот на згрижувачко семејство се зема предвид општата здравствена состојба и подобноста на подносителот на барањето и на сите членови на семејството. Ако се задоволени законските критериумите кои што се однесуваат на возраст, материјална состојба, стамбена состојба, остварување на одредени приходи кои што секој потенцијален кандидат треба да ги остварува, но исто така и одредена документација која што се однесува дека не е одземено родителско право, дека не е одземена деловна способност и не е осудуван кандидатот во однос на кривичниот законник, започнува процесот на едукација. Едукација, односно почетна обука за згрижување. Она што е интересно е дека не е само обука, туку е всушност и паралелно се прави таа една проценка на кандидатите. Згрижувачот е должен на малолетното дете да му обезбеди згрижување и сместување во семејството, нега, општа и лична хигиена, исхрана, неопходна облека и обувки. Покрај тоа потребно е да се грижи за здравието на детето, како и за неговиот развој, воспитание и образование. Згрижувачот е должен да се грижи и за задоволување на етичките, културните, забавните и рекреативните потреби на детето, кое е сместено во семејството, како и да ја почитува етничката припадност и верските обичаи на сместеното дете.
Секое дете заслужува да има дом, да има семејство, па на самиот почеток би сакала да разјасниме што значи згрижувачко семејство, што е згрижувач. Така, згрижувачкото семејство е семејство кое што е најблиско до биолошкото семејство и е најдобра форма за грижа и заштита на дете или лице кое се наоѓа во состојба на одреден ризик, односно дете без родители и родителска грижа и други деца кои се наоѓаат во некоја состојба на социјален ризик. Згрижувачкото семејство ги нуди подеднакво истите можности како и биолошкото семејство и затоа велиме неви дека е најдобра форма за грижа. Да се биде згрижувач пред се е една хумана професија. Велам професија, бидејќи честопати тоа и го кажуваме на нашите згрижувачи сегашни и идни, дека влегувајќи во една ваква хумана работа треба да се чувствуваат како професионалци, односно како лице кои што ова го работат како нивна професија. Згрижувањето законски е уредено како 24 часовна грижа на дете или лице кое се наоѓа во состојба од на социјален ризик или друг ризик по неговиот живот, здравје и безбедност. Кога велам лица, сакам да потенцирам дека во рамки на згрижувачките семејства не се сместуваат исклучиво деца без родители или родителска грижа, туку и возрастни и стари лица за кои немаат услови за нормално живење, односно немаат свои блиски сродници кои би ја превзеле улогата од грижата за нив. Згрижувањето може да биде општо згрижување, се разликува специјализирано згрижувачко семејство, потоа роднинско згрижувачко семејство, времено и интервентно згрижувачко семејство. Општото згрижувачко семејство е најчесто во него се сместуваат деца без родители и родителска грижа. Специјализираните се тие кои што поминуваат низ еден посебен процес на нивна подготовка и се специјализираат за грижа за деца кои што се или лица со попреченост, потоа деца кои се жртви на разни форми на насилство, деца во ризик или деца во судри со законот. Интервентното подразбира згрижување секогаш кога имаме потреба од сместување и згрижување одма и сега, и во рамки на тоа семејство децата остануваат согласно законот максимум 30 дена и во тој временски период понатаму се разработува планот и активностите во однос на понатамошната грижа на тој корисник. Временото згрижување е предвидено токму во ситуации кога од различни причини родителите или другите членови на семејството кои се грижат за лицето или детето се спречени од некои нивни лични причини. Да кажеме, може тоа да е операција, здравствена состојба во рамки на семејството или да кажеме поради одредени професионални ангажмани надвор од државата, така да во тој временски период додека родителот е отсутен или друг член од семејството кој се грижи за детето може да биде сместено во рамки на временно згрижувачко семејство и како новина роднинското згрижувачко семејство кое е со законот за социјална заштита 2019 кој стапи на сила се предвиде роднинското згрижувачко семејство и гледано сега после неколку години е навистина исто така една од најдобрите форми, односно најдобрите видови на згрижувачки семејства, бидејќи создава можност да детето или лицето кое ќе се најде во состојба да некој во иднина продолжи да превзема грижа за него, остане сепак во рамки на неговото поблиско или пошироко семејство, кај згрижувачи кои се негови дедо, баба или чичко, тетка, војко и така натаму некој од блиското семејство и на тој начин не доведе сето тоа до некоја драстична промена во неговиот понатамошен живот. Која е разликата помеѓу посвојувањето и згрижувачкото семејство? Разликата е многу голема. Првенствено, самиот начин како да се стигнете со статус на згрижувачко семејство од една страна и од друга страна како да го добиете статусот на посвоителско семејство и да влезете во регистрот на потенцијални или можни посвоители е сосема различен. Целата процедура во крајниот исход е уште поразличен, тоа е дека рековме во згрижувачкото семејство дава и пружа 24 часовна заштита, но мораме да знаеме дека тоа е времена форма на заштита која може да биде краткорочна,
во ситуација кога децата кои ги сместуваме во згрижувачки семејства по одреден извесен период се враќаат назад во рамки на своите биолошки семејства или пак се менува нивната форма на заштита, односно пременуваат во некоја друга форма од социјална заштита или пак се посвојуваат, додека кај посвојувањето самото поврзување на посвоителот со детето кое што се јавува како посвоеник, нели е трајна, односно веќе се развива тука врска на родител-дете и детето добива свое семејство за нели цел живот. Самиот има одредени сличности во делот на критериумите законски, во делот на документацијата и начинот на низиното доставување, но сепак нели во суштина и по форма и по содржина има многу голема разлика. Затоа многу често, ако не и секој пат, кога го водиме тој процес на проценка на подобност на потенцијалните згрижувачи, особено внимание посветуваме токму на овој дел да уште на почетокот ја направат реално разликата која постои помеѓу згрижувањето и посвојувањето како две форми слични, но и како различни по својата суштина. Ги споменавте критериумите. Кои се критериумите кои што се бараат за некоја лице да стане згрижувач и дали добива некоја поддршка згрижувачкото семејство од страна на државата? Така. Законот предвидува критериуми како такви возраста, потоа материјалните и стамбени услови, нивната подобност, здравствената состојба, освен нели она дека треба да биде полнолетно лице, да биде државјанин на нашата држава. За секој од овие дадени критериуми, секој потенцијален и заинтересиран згрижувач, сето тоа го докажува со еден вид нивина материјален доказ, односно документ, па така здравствената состојба докажува со потврди или уверение неви за неговата психофизичка состојба. Во делот на подобноста тоа се доказ дека станува збор за лице на кое не му е одземена родителско право, не му е одземена деловна способност, не е осудувано кривично или прекршично. Во делот на материјалните и стамбените услови тоа го докажува неви со соодветен документ со кој утврдува дека е стамбено обезбедено лицето. Имавме прилика да снимеме згрижувачки семејства во Манастирец и тие се навистина за респектирање од една едноставна причина што навистина се вложуваат несебично. Имаме ли таква слична опција на друго место во Македонија и кои се предизвиците со кои се соочени ваквите згрижувачки семејства? Па видете, освен за точно е тоа дека специјализираните згрижувачки семејства, особено нели веќе кога го споменавте Манастирец, таму се најголемиот број на згрижувачки семејства специјализирани и се грижат за деца и лица со попреченост. Освен што се соочуваат со секојдневни ризици, предизвици, се соочуваме и ние од другава страна како професионалци, токму во однос на развивање на тој вид на згрижувачки семејства, бидејќи најчесто згрижувачите кога сакаат да отпочнат процес да се стекнат со статус на згрижувачи, многу е редок бројот на оние кои што велат дека немаат никакви бариери за тоа дали детето е здраво или е детето со одредена попреченост. Најчесто се ориентираат кон пружење грижа и нега на здрави деца, но може и има ситуации кога во текот на грижата за здраво дете, доколку се пројава одредени подосна предизвици, добиваат од наша страна неви дополнителна поддршка во смисла на специјализирани обуки, нивна подготовка како понатаму да се справат со дете кое што ќе има одреден здравствен предизвик и стануваат специјализирани згрижувачки семејства. Кога велиме дека тие имаат секакви предизвици, мораме да напоменеме дека како систем мора да работиме сите заедно кон развивање и на услугите насочени кон грижа и на децата и лицата со попреченост. Кога велам услуги, покрај тоа што сите тие нели добиваат од возрастните и лични асистенти, децата нели образовни асистенти, тука се дневните центри, потоа се вклучуваат, се инклузираат нели во рамки на училиштата, градинките и така натаму, мораме сите
во рамки на своите домени да допринесеме кон тоа да се повеќе ги развиваме тие услуги, да работиме секој професионалец од свој аспект на себе, во смисла на стекнување сознање за тоа како да пристапи да работи со овие деца и лица, како на тој начин би му леснили и на самите оние кои се грижат за нив. Ки искористам приликата да апелирам и до локалните самоуправи, до локалните заедници кои исто така и такако имаат свое значење да ги развиваат услугите во рамки на своите општини. Има ли ограничување во поглед на тоа колку лица треба да згрижи едно згрижувачко семејство и има ли старосна граница до кога може тоа да се прави, например, кај посвојувањето е до 45 години така, чина? Разликата, така. Да. Во однос на возраста е одредено дека разликата помеѓу згрижувачот и згрижениот корисник не треба да биде помало од 18, ниту пак поголема од 50 години. Во соглед на тоа ниве како живееме и денешните текови, некако возрастната граница кај сите се поместува, но најчесто водиме ниве грижа секако познавајќи ги потенцијалите, компетенциите на секој еден згрижувач, кога има потреба да се смести корисник, водиме и такако сметка нели и на возрастната граница и на потребите, потенцијалите на детето за да нели направиме едно добро поврзување за тоа дали тој згрижувач ќе може да одговори на истите. Во однос на бројот исто така ќе напоменам дека да, законот вели дека тоа се максималниот број на 5 деца без родители и родителска грижа може да бидат згрижени во едно згрижувачко семејство, но тоа сепак зависи нели и од нашата претходна проценка и познавањето на стамбените услови, но исто така и на семејната структура на згрижувачкото семејство, нели? Може станува збор за семејство кој има свои биолошки деца и секако нели доколку е четворочлено семејство и да има, не знам, нели услови адекватни да може да згрижи 5 деца и такако нели тоа би довело до можеби дисбаланс неви на нивното секојдневно функционирање или во рамки на нивното матично семејство, така да но максималниот број е одреден како 5. Но во однос на другите, особено во делот на специјализираните, во едно згрижувачко семејство може да биде сместено исклучиво само едно дете жртва на насилство, едно дете во ризик и едно дете во судри со законот и 2 лица со попреченост. Како се одржува релацијата со биолошките родители? На кој начин се внимава да се изнегува таа култура и на која што детето припаѓа? Во оној процес кога одредено згрижувачко семејство се стекнува со статусот и поминува одреден час на обуки во нашите центри за поддршка, и такако тие навремено се подготвуваат и обучуваат за делот на тоа на каков начин да ја одржуваат сликата на детето за неговото потекло, нели, очувањето на неговиот идентитет и релациите со биолошкото семејство. Имаме ситуации кога понекогаш кај децата има отпори да има контакти нели со своето семејство, но згрижувачот е тој кој што се стекнува со одредени знаења на каков начин неви да го стимулира, мотивира и да го одржува детето да има позитивни и успешни релации со своето семејство. Обуките се клучни и се важни од повеќе причини. Не само што се тие и важен и составен дел на критериумите за изготвување на процена за згрижувач, кои што се законски, кои што се условени со поседување на сертификат за помината обука, туку се важни и од еден друг аспект, бидејќи на идниот згрижувач му помагаат не само да се стекне со соодветни знаења кои се клучни за обавување на згрижувачката функција, туку и за влегување во еден процес на самопроцена, односно запознавање на себе си од улога на згрижувач. Обуките всушност представуваат првенствено едукација за развој на родителски вештини и
во текот на обуката згрижувачите и не се запознаваат со сите клучни чинители кои се вклучени во овој процес на згрижување, почнувајќи од центрите за социјална работа, центрите за поддршка на згрижувачките семејства, улогата на другите поддржувачи, биолошкото семејство на децата кои се сместени во згрижувачкото семејство. Потоа, кои се развојните потреби на децата кои што се вклучени во системот на грижа, препознавање на развојните заостанувања. Нашата обука од Прайд методологијата која ја спроведуваме со идните згрижувачи, всушност ја сочинуваат 9 последователни сесии. И низ тие сесии идните згрижувачи се стекнуваат со повеќе категории на компетенции и тие се 5 категории за кои што ние во текот на целата обука се обидуваме да ги развиеме, да ги запознаеме и да ги унапредиме кај идните згрижувачи, а тоа е заштита, нега и воспитување на децата. Тоа е првата компетенција, задоволување на развојните потреби, меѓутоа и справување со развојните предизвици кај децата, поддржување на врските со биолошките семејства, поврзување на децата во едни безбедни врски кои треба да бидат грижливи и да траат доживотно и работење како член на професионален тим. Да се биде згрижувач е многу голема работа и одговорна работа. Како згрижувач, можам да кажам дека си ја задоволувате својата хумана страна, човечка хумана страна на себе. Моника Манева повеќе од 20 години е општ згрижувач во СОС Детско село. Интервентен згрижувач е специфична работа сама по себе. Како интервентен згрижувач, кај мене доаѓаат деца на згрижување што се во ризик. Тоа значи семејно насилство, трговија со луѓе, питачење, загуби. Тоа се ранлива категорија на деца. Оливера Георгиевска пак веќе неколку години е интервентен згрижувач. Да се биде згрижувач значи да се има срце, одговорност и љубов. Одлуката не беше баш лесна, затоа што имав многу прашања во главата. Меѓутоа, од оваа гледна точка, пошто во оваа проблематика сум повеќе од 2 децении, а од оваа гледна точка, попаметна одлука во животот не сум можела да донесам. Влегувањето во детско село и оваа атмосфера чисто мене ми се допадна како човек, како биолошка мајка, целата љубов да ја преточам, да ја пренесувам на деца на кои им е потребна љубов и грижа. Секое дете е различно, со своји потреби, своји приказни, добри и лоши денови, но нивната благосостојба, здравје и насмевка е тоа што не исполнува, велат Моника и Оливера. Децата, прв пат кога ќе ги видиш, се исплашени, загрижени, каде се наоѓаат уствари они. Се објаснува, се пристапува кон љубов, кон прегратки. Не сум им баш омилена личност во првиот момент. Меѓутоа, после потребно е 2-3 дена да се прилагодат. Сите приеми се тажни, а сите и разделби се тажни. Затоа што имам многу дечиња излезено. И тие се веќе не се деца, него се возрастни луѓе, имат своји фамилии, имат остварени се како личности, имат своји работи, дечиња своји имат. Често сме во контакт, често се слушаме, неретко доаѓаат на ручек, неретко се гледаме тука, за секој нивен проблем знаат да се јават на телефон и да го споделат со мене, да побарат мислење. Ако треба да заминат во некоја друга држава, па се јават, па дојдат тука да се поздрават. Као биолошките деца што се имат контакт со своите родители, така исто и они. Детски и пубертетски болести, единици, петки, бегање од часови, први љубови, први бакнежи, први разочарувања и први солзи.
Похуман и поблагороден повик од тој да се биде згрижувач не постои, додаваат за крај Моника и Оливера. Сместувањето на децата во згрижувачко семејство е најсоодветен облик на заштита на децата, бидејќи се овозможува нивен, правилен психосоцијален развој во услови најблиски на семејното опкружување. Еве што откривме. Според социјалните работници, обликот на заштита на децата без родители и родителска грижа преку сместување во згрижувачки семејства е најсоодветен облик на заштита на децата, бидејќи така им се овозможува правилен психосоцијален развој во услови најблиски на семејното опкружување. За да се стане згрижувач, освен или желба и мотив да се помогне, да се отвори домот, да се пружи љубов, грижа, топол дом, потребно е секако исполнување на одредени законски критериуми, тоа е првиот чекор во кој што ние го одиме патот заедно со нашите потенцијални кандидати. Законските критериуми се уредени во Законот за социјална заштита, во подзаконските акти и тие подразбираат одредена проверка на документи кои што потенцијалните кандидати ги доставуваат, првенствено во Центарот за социјална работа. Значи тоа е првиот чекор во постапката да се стане згрижувач. Кандидатите се информираат околу постапката, околу документацијата, ви ке кажав, но и едукацијата која што задолжително треба да ја поминат за да станат згрижувачи. Згрижувач може да биде исклучиво полнолетно лице. Разликата во возраста меѓу згрижувачот и сместеното лице треба да е најмалку 18, а најмногу 50 години. Исклучок за определената разлика во возраста меѓу згрижувачот и сместеното лице е кога детето е сместено во роднинско згрижувачко семејство или доколку тоа е во интерес на детето, односно возрастното лице. За да стане згрижувач покрај бараните критериуми, лицето мора да помине и обуки за развивање на неопходните вештини. Процесот на сместување на детето, односно на корисникот, е еден процес кој што во суштина подразбира една тесна и конструктивна соработка меѓу Центарот за социјална работа, кој е надлежен за лицето кој има потреба од оваа услуга, и Центарот за поддршка на згрижувачки семејства. Во првичните чекори на процесот на сместување на корисникот, значи се прави проценка, всушност првите чекори се проценка од една страна на потребите на лицето кое се сместува и од друга страна проценка на згрижувачкото семејство кое се подготвува да го прифати ова лице. Честопати во јавноста згрижувањето се поистоветува со посвојување, но мора да се нагласи дека сепак постојат разлики. При посвојување дете, родителското право трајно се пренесува на посвоителите и со тоа доаѓаат и трајните обврски кои доаѓаат со родителството. Од друга страна, згрижувањето е привремено. Старателството на детето останува на државата. Згрижувачот му обезбедува на детето безбеден дом во кој детето добива грижа до моментот на неговото враќање во биолошкото семејство, посвојување или полнолетство. Исто така згрижувачот добива месечен надоместок за покривање на трошоците за грижа на детето. Материјалната поддршка за згрижувачкото семејство е една од видовите поддршка кои што ги пружаме во истото, меѓутоа не е приоритетна. Зошто? Бидејќи згрижувачот за згрижувањето на децата прима соодветен надомест. Од што зависи тој надомест на кој го прима згрижувачот? Тој зависи од дали во семејството има сместено деца кои што се со попреченост, односно категоризирани или не. А исто така на сумата која што добива згрижувачот зависи и бројот на деца кои што се сместени во тоа згрижувачко семејство. Друга разлика е во тоа што посвојувањето е еднократен процес за да се обезбеди најдоброто усогласување помеѓу родителите и детето, а врската со детето е доживотна. Врската со Центарот за социјална работа продолжува се додека семејството не се среди добро. Станувањето згрижувачки родител е еднократен процес, но постои постојан однос со Центарот за социјална работа и Центарот за поддршка на згрижувачките семејства, бидејќи старателството на детето останува на државата. Тоа значи дека центрите го следат згрижувачкото семејство и работат на тоа да обезбедат трајно решение да биде направено во најдобар интерес на детето.
Најважниот облик на поддршка кој што го нуди Центарот за поддршка на згрижувачки семејства е насочен во едукативните програми, односно покрај стекнувањето и продлабочувањето на знаењата и компетенциите кои што ги имаат згрижувачите, можеме да ги напоменеме и напредните компетенции во однос на грижата на корисниците кои што се сместени во згрижувачките семејства. Во делот на напредните компетенции влегуваат грижата за лицата, за децата, односно корисниците кои што имаат хиперактивно однесување, односно хиперактивен синдром, кои што имаат, например, воспитно-социјални проблеми, кои што се соочуваат со одредени, например, хронична болест и слично. Згрижувачот е должен да овозможи продолжување на врската на детето со неговото биолошко семејство, доколку го има, и да се грижи да го подготвува детето за средбите со неговото биолошко семејство. Детето се сместува во згрижувачко семејство додека не се обезбеди трајно решение за неговото сместување, а тоа е да се врати во биолошкото семејство или да биде посвоено. Законот за социјална заштита дава право на надоместок на трошоците за сместување на детето и надоместок за згрижување. Општо згрижување обезбедува задоволување на секојдневните потреби, грижа за личноста, воспитанието, образованието, развојот, здравствената состојба во зависност од секојдневните потреби на сместеното лице. Корисници на овој вид згрижување може да бидат возрастни лица, деца без родители и родителска грижа, како и лица со попреченост. Роднинско згрижување е згрижување на дете без родители и без родителска грижа, во семејство на неговите баба, дедо, брат, сестра, вујко, чичко или тетка. Интервентното е краткорочно згрижување во семејство на лица за кое е неопходна итна заштита, до изнаоѓање на соодветни облици на заштита, најдолго до 30 дена. Како корисници на вакво згрижување може да се јави дете без родители и родителска грижа, деца од конфликтни семејства, жртви на насилство, жртви на трговија со луѓе и други лица чиј социјален проблем налага итно згрижување и заштита. Специјализираното згрижување обезбедува општо згрижување на лицата и поддршка до надминување на социјалните проблеми од страна на згрижувачи кои поминале специјализирана обука. Корисник на ваков вид згрижување може да биде дете жртва на семејно насилство, дете во ризик и дете во судир со законот, дете или лице со попреченост. Повременото згрижувачко семејство обезбедува згрижување на дете или возрастно лице згрижено во друго згрижувачко семејство, но и за дете или возрастно лице со попреченост кое живее со родител-старател заради одмор, терапија, лекување и завршување на домашни, семејни и професионални обврски на згрижувачот, односно родителот-старател. По престанокот на потребата од привремено згрижување, згрижувачкото семејство, односно родителот-старателот, ја продолжува грижата за детето или лицето. Секој човек кој смета дека може да пружи љубов и внимание на децата, треба да се пријави и да стане згрижувач. Најважен критериум да стане згрижувач секако е да се има волја, љубов и емпатија за децата, но исто така да се има и сензибилитет за нивното минато и од каде доаѓаат, за да може да се разбере нивното однесување и нивните потреби. Тоа беше се што ви подготвивме во оваа приказна. Довидување до следната.